Продолжуваме со нашата кратка серија која ја насловивме Пророштва за 21. век. Сушност проучуваме од книгата на апостол Јован до Откровението. Денеска продолжуваме со нов наслов Изворот на духовната сила во Откровението. Така да предмет ќе биде повторно книгата Откровение, ќе читаме текстови од Стариот Завет, исто така и од Новиот Завет. Ајде заедно со мене да одеме на едно мало туристичко патување. Да го посетиме Егејското море. Таму на брегот на тоа Егејско море, или во близина на тоа Егејско море, се наоѓа еден остров наречен Патмос. На тој остров бил затворен еден Исусов ученик, најмалиот, најмладиот Исусов ученик Јован. Не затоа што ограбил некоја банка или направил некое злодело во земјата или во градот каде што живеел, сепак тој се нашол на тој голи оток, да го наречеме, каде што кршеле камења, каде што ги броили деновите со камењата кои ги кршиле, кои работеле на тој остров. Јован бил последниот ученик на Исуса Христа, оној кој лежал на неговите гради, оној кој видел многу Исусови чуда со своји очи, го допирал Исуса. Замислете каква привилегија, го допирал Исуса, се поздравувал, јаделе, спиеле, другарувале 3,5 години заедно со Спасителот на светот. Зошто Јован бил затворен, почитувани на тој остров? Затоа што бил христијанин, а христијаните не биле омилени во местото каде што живееле, затоа што римјаните не ги поднесувале ни подразно христијаните. Тоа се случувало секако во првиот век. Именно за пожарот кој го задесил Рим биле обвинети токму христијаните и затоа тоа бил уште еден повод да бидат прогонети, дури и убивани. Христијаните ги сметеле за секта кој произлегла од јудеизмот. А бидејќи евреите се бунеле против римјаните, односно Палестина била окупирана од страна на римјаните, и тоа не биле така добредојдени римската власт во Палестини. Затоа постоел тој вечити судир помеѓу евреите и римјаните. И сега некој кој ќе се декларира дека го следи Исуса Христа, веднаш бил ставен на тапет, на црната листа, едноставно не биле омилени. И затоа многу христијани од првиот век биле прогонети, биле убивани. Едноставно не можеле слободно да ја исповедат својата вера. И ете го Јован, последен жив сведок, кој го гледал Исуса и можел да сведочи од прва рака, што би се рекло, сега тој дошол на тапет на римската власт, не можеле да го убијат, зашто немале некоја силна причина, но можеле да го затворат, и тоа на Голи оток. Како што постил некојаш на Јадранското море, сега Голи оток бил за Јован островот Патмос. Понатаму, Јован таму, додека се наоѓал на тој остров, духовниот писател Елен Вајт вели дека тој го искористил тој момент или тие денови, години за една поблиска врска, за подобар, поблизок однос со Господа. И затоа Господ го потребил и му дал прекрасни видења. Замислете да не бил Јован. Денеска не би имале последната книга до Откровението. Не би ги имале тие интересни 7 труби, оние коњи, бели, црни и така натаму. Па сите оние видења што тој ги добил и она најубавото на крајот во 21 и 22 глава, кога Јован гледа ново небо и нова земја, каде што вели нема повеќе солзи, нема повеќе разделби, нема повеќе проблеми, каде што за секогаш ќе бидеме со нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Јован бил сведок, драги мои, на Исусовите чуда. Од прва рака гледал како Исус ги допира слепите и тие прогледуваат. Ги гледал како хромите кои лежеле со години. Еве овој човек во бањата Витезда. Јадниот не можел да влезе прв во базенот, а тогаш верувале кој прв ќе влезе, зашто ангел доаѓал наводно ноќно време и ја буричкал водата
И кој прв ќе влезе, ќе оздрави? Тоа било верување. И кога Исус доаѓа и го прашува, сакаше да бидеш здрав? Замислите да прашаш во болница некој кој лежи со години, дали сакаш да бидеш здрав? Но Исус сакал да слушне од неговата уста дека верува, дека сака, и го знаеме случајот, ја знаеме приказната докрај, дека тој човек заменал, Исус му вели, оди и биди здрав. Јован, затоа, драги браќи и сестри христијани, еден од плодоносните библиски писатели после апостол Павле. Павле скоро половина од Новиот Завет го напишал. Многу посланија. И Јован напишал 5 книги. Прва, втора, трета Јованова, потоа Евангелието според Јована и Откровението Јованова, последната книга во Библијата. И затоа, еве, ќе почнеме со на синоќе изрека што ја кажавме. Ако е во Библијата оно што јас го зборувам на овие предавања, тогаш да му веруваме. Ако е во согласност со Библијата. Ако не е во согласност со оваа света книга, тогаш отфрлете го слободно. Но еве вечерва, односно денеска, повторно ќе читаме библиски текстови и самите да се увериме дека тоа што го читаме е изворно од Библијата. Јован вели, јас, кој сум ваш брат и соучесник во скрпта и во царството и во трпението на Исуса Христа, бев на островот наречен Патмос. Интересно, драги мои, тука Јован ќе добие таа прекрасна порака што денеска на милиони христијани им дава потик да издржат во својот христијански живот. Штом го видов, паднав пред нозете негови како мртов. Он ја сложи својата десна рака врз мене и ми рече, не бој се, јас сум првиот и последниот. Тој подосна ќе пише во 22 глава, Алфа и Омега. Значи тоа се првата и последната бука во грчката азбука. Првиот и последниот и живиот, бев мртов и ете жив сум за сите векови. Амин. Значи, овде Јован добива една прекрасна порака. И ги имам клучевите од адот и смртта. Гледате какво храбрување Јован добива. Таму го чека смртта. Стотици луѓе умирале, биле мачени, измачување и умирале под теретот на тие физички активности. Исус му вели на Јована, јас ги имам клучевите. И ако умреш, ако бидеш погребан, ќе го отклучам тој гроб и ќе ти вратам живот. Значи, драги мои, ако Исус воскреснал од мртвите, тој е повеќе од човек, тој е божествен. Ако Христос воскреснал од мртвите, тој има моќ над гробот. И затоа за вистинските христијани гробот е привремена станица, кај што се одложуваат посмртните останки на покојниот и ќе дојде време, ќе дојде ден кога повторно ќе ги видиме нашите мили драги. Ако Исус е навистина божествен, тогаш неговата понуда на вечниот живот е реален. Не е тоа некоја фатаморгана, некој сон, некој привидение. Ова вистина што ја слушаме денеска е вистината зашто Исус рекол, јас ги имам клучевите од гробот и смртта. Ако Исус е навистина божествен, тој може да не го промени животот. Затоа да не се оптеретуваме со минатото. Постои воден гроб, да го закопаме овде минатото и стануваме на еден нов живот. Никој не може да не обвини. Можете луѓе да кажат како беше? Да, бев, затоа што бев без Бога, но сега сум со Исуса и Бог ми дава нов живот, еден нов почеток. Јован бил подготвен да умре, отколку да се откаже од својата вера во божествениот Христос. Дали се прашувате што му давало потик, сила на Јована да издржи? Зарем не можел да остане меѓу своите пријатели, да го тера својот бизнис, да ги чува своите деца, подосна своите внуци, а сега ќе отиде на островот Патмос, се ќе остави еден друг човек, иако тие не се познавале меѓу себе Јован и Павле. Павле ќе каже подосна, се сметам дека се што? Трици, ѓубре, само да го придобијам Исуса Христа. Јован бил подготвен да умре отколку да се откаже од својата вера во божествениот Христос. Стотици и милиони луѓе во средниот век биле подготвени со своите семејства да бидат жртвувани. Се сеќавате на овие филмови, овие арени, каде што пред гладни лавови биле фрлани христијани, затоа што одложиле, не сакале да се кланјат пред Цезарот. А Цезар бил Бог во човечко тело за тоа време. Ако тој крене раце, готов си.
Ќе останеш без глава, без живот. Меѓутоа, гледате овде, ова мала група на христијани, верно, по цена на својот живот, тие не се откажуваат од својот Спасител, од Исуса Христа. Таа вера, драги мои, им давала сила да се одржат до крај. Некои биле затворени со години и не се вратиле назад живи. Зошто? Каква е таа сила што ги држала во тие затвори да останат до крај верни? Вистина, мажи и жени кои ги изгубиле своите синови и керки, мажи и жени на кои влегувале во нивните домови на полнок или рано наутро во изутрина и ги носеле во затвор, само да извршат притисок на останатите христијани. Некои читале Библијата со затворени, спуштени ролетни или завеси. Под ноќна ламба, таткото, глава на семејството, чита, отвара да се храбраат. И многу од нив биле подкажани од комшиите, еве таа куќа христијанска, таа куќа има Библија, и доаѓале војници, ги факеле и ги носеле во затвор. Гледате овде, и на жалост некои не се враќале повторно назад. Што е им давало потик на овие христијани да останат до крај верни? Затоа што верувале. Еден друг човек во Библијата по име Јов, знаете што кажал? И ако се ова моја кожа распадне, јас, моите очи, моите бубрези, вели, ќе го видат Господа. Бубрезите имат посебна символика во еврејскиот народ. Но Јов имал чврста вера, и ако ова кожа моја се распадне. Драги пријатели, браќи и сестри христијани, ајде да тргнеме на едно патување денеска, низ Стариот Завет, а секако и низ Новиот, да откриеме повеќе нешто за Христа. Допирна точка на Библијата, на Стариот Завет и на Новиот Завет е Исус Христос. Значи Исус е таа спона која ги врзува двата завети. Сите книги од Библијата се срекаваат и завршуваат во Откровението. Радосната вест, 1 Мојсеева 3 глава, 15 стих. Знаете што пишува таму? Ставам непријателство помеѓу тебе и жената. И продолжува. Тој ќе те касне во петата, ти ќе му сотреш главата. Сега парафразирам. И тоа се случило на Голготскиот крст. Пред неколку денови милиони христијани го обожава Христовото воскресение и сега го заборавја, на жалост. Еднаш во годината. Меѓутоа, Христос го исполнил писмото во Стариот Завет. Таа радосна вест што ја добиле Адам и Ева во Едемската градина, Исус ја исполнил. Откровението на Исус Христос, значи тоа ние го велиме Јованово откровение, не на Јована, него преку Јована Исус му открива многу важни работи и за нас денеска. Оти слегов од небото, Исус вели, не да извршувам мојата волја, туку волјата на мојот Отец кој ме прати. Значи, Исус е, драги пријатели, браќи и сестри христијани, таа спона. Вели понатаму текстот, прегледайте го писмото, зашто вие мислите дека преку него ќе имате живот вечен, и тоа сведочи за мене. Значи и Стариот Завет и Новиот Завет. Има христијани денеска кои велат Стариот Завет е стар и самото име стар, нешто што е на страна. Ајде ние да се држиме за Новиот Завет, во ред. Меѓутоа, Исус во негово време не постил Нови Завет. Исус вели, прегледајте го писмото. Стариот Завет е составен од повеќе делови, знаеме. Тора, 5 книги Мојсееви, мали пророци има, па има и други книги, како царевите, Јов, Псалми и така надам. Исус се потпирал на Стариот Завет во негово време. Исус вели, целото писмо е дадено од Бога и корисно за учење, за поправање во правда. Еве, имаме многу пророштва во Стариот Завет кои алудираат, кои укажуваат на раѓањето на Исуса Христа. Значи, Исус бил и во Стариот Завет. Исус само се отелотворува во даден миг за да се доближи до човекот. Исус можел да дојде како голем на 33 години, но сите би го прифатили како странец, како некој кој дошол. Меѓутоа Исус се раѓа во таа нација која била од Бога одредена и повикана да го носи знамето на вистината, а тоа бил израелскиот народ. Пророштвото укажува дека Исус бил божествен. Понатаму, животот на Исус е напишан однапред, стотици и илјадници години. Местото на неговото раѓање, начинот на неговото раѓање, неговото предавство,
начинот на неговата смрт. Сето тоа е однапред кажано. И ти, Витлееме Ефратов, кажува Михеј, иако си најмал меѓу илјадници јудејци, од тебе ќе не излезе оној кој треба да владен во Израелот и чие потекло е од почетокот од вечноста. Значи, драги мои, ова е многу важно да го прочитаме. Исусовото потекло е од вечни времиња. Не смеме Исуса да го луцираме од нулта точка, од тука почнува. Не. Тој е од вечни времиња. Тој има почеток само во тело. Во тело кога бил, кога се родил. И од него, односно, постои нели стари свет или нови свет, стара ера и нова ера. Меѓутоа, Исусовото потекло е од вечни времиња. Исус живел во Назарет. Исус каде бил роден? Во Витлеем. Често пати доаѓал во Ерусалим. Меѓутоа, интересно да споменеме кога дошло време мајката Марија да се породи. Јосиф и Марија живееле во Назарет. Меѓутоа, дошла вест дека тие треба да отидат во родното место да извршат попис. И гледате сега колку километри требало да поминат. 150 километри или 90 мили. Значи, од тука требало да поминат, некаде од тука до Велес, отприлика. Замислете, тогаш немало автомобили, немало хеликоптери, немало превозни средства како денес. Патувале со магариња, со коњи, со камили, или ако нема и тоа пешки. Какво патување? Јосиф ја подготвил жената заедно со него да заминат во Витлеем. Денес тој пат може да го поминете за неколку часови. Значи, денеска постои повторно тој пат и многу луѓе го патуваат. Меѓутоа, ако јавате на магаре, ќе ви треба најмалку 5 дена. 5 дена да го поминете тоа растојање, значи, од Назарет до Витлеем. Меѓутоа, требало да се роди бебето. Однапред било предвидено, однапред било кажено од страна на пророците, како Михеј Штега што го читавме. Исаја зборува и другите пророци дека Исус треба да се породи. И ете го овој миг, ова слика тоа ни го покажува. 700 години однапред Библијата предвидела дека Христос ќе се роди токму во Витлеем и тој навистина се родил таму. А кога Марија стасала со Јосифа, веќе било ноќ, се било затворено, но имало дежурни хотели, да ги наречеме со модерен стил. Задзвонил Јосиф, извинете, се е полно. А и навистина имало многу народ, зашто дошли од другите градови и села да се изврши тој попис во Витлеем. Немало место за царот на вселената, за оној кој го создал тој свет да се роди. Навистина, текстот понатаму вели, зашто самиот Господ ќе ви даде знак, ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Значи, раѓањето на Божиот син било според Божиот план. Бог ги водил сите настани, но сепак човекот требало да одигра важна улога, но еден друг текст вели кај своите дојде, а своите не го примија. Значи, Исус доаѓа кај еврејскиот народ, зашто така било проречено. Што не значи дека другите народи не биле во Божите очи како добри. Биле, меѓутоа Бог одредил таа нација преку тој народ да се проповеда Евангелието и да се роди Исус Христос. И рече ангелот, не бој се Марија, зашто си нашла милост пред Бога и ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. Наистина, каква радосна вест добила Марија. Малку се уплашила, зашто не биле тие направени природни постапки за мајка да зачне и да роди. Таа била свесна дека ќе предизвика револт кај Јосифа. Јосиф така изреагирал како секој маж што би изреагирал денеска. Меѓутоа, во ноќно видение Бог му се јавува ангелот на Јосифа и не го упоменува, него му кажува дека Марија честита девојка, односно жена. И затоа да оди до крај со неја. Јосиф тоа го прифатил. И ете Исус се родил веќе.
Самото небо го обележило тој миг. Слава на Бога во висините. Наистина, драги браќа и сестри, драги христијани, текстот вели, звезда ќе излезе од Јаков. И тројцата незнабожци или паганци кои го проучавале звезденото небо, а го читале тие маги или звездари, Стариот Завет, и дошле до оној текст кој зборува дека звезда ќе излезе од исток. И тие прателе таа звезда, сакајќи да го пронајдат не спасителот, туку она суштество, она чедо кој ќе дојде на свет. Текстот вели, Духот на Господа Бога е врз мене, зашто Господ ме помаза да им благовестувам на бедните, ме испрати да лекувам скршени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците отварање на темницата. Ова е Исусовата мисија. Исус не дошол да го свргне Нерона, или некој друг Цезар, или некој друг Понтије Пилат, или било кој римски управител во Палестина и тој да се зацари. Не била неговата намера, ниту мисија. Мисијата на Исуса беше да ги ослободи затворените, духовно кои се затворени. Денес има многу луѓе, на жалост, духовно затворени. И тешко продира Духот Свети во нивите срца. Да се молиме за таквите луѓе. Има луѓе искрени кои го сакат Бога, но традицијата толку се напластила во нивите животи, што тешко продира Светиот Дух да се охрабрат, да го направат тој исчекор, да поверуваат и да сторат завет со Господа. И затоа вели Библијата дека Исус лекувал. Тој простувал. Оди, не греши повеќе. Тој воскреснувал мртви. И Јован сето тоа го знаел, драги мои. И затоа бил подготвен доди до крај. Дали е тоа Патмос или некој друг остров на затвор, не е важно. Јован бил подготвен доди до крај, да го следи својот Спасител Исус Христос. Пророштвата се исполниле и на крајот од неговиот живот. Еве што се случувало во Ерусалим, во последните денови на Христовиот живот. Најомилениот Исусов ученик Јован, како што рековме, тој лежел на градите на Исуса Христа. Меѓутоа, еден друг ученик по име Јуда, и тој се доближувал често пати до Исуса. Често пати зашто бил благајник и учениците не приметиле дека тој им работи зад грб. Тие се мисли дека Исус и Јуда имаат нешто пословно, деловно да разговараат ради парите, зашто Јуда често пати набавувал храна, купувал, 3,5 години биле заедно. Меѓутоа, еве го текстот. Дури и човекот кој беше во мир со мене и на кого се надевав, кој јадеше мој леб, ја крена ногата против мене. И ова е пророштво. Гледате кој го запишал? Царот Давид, 1000 години однапред. Кој му кажал на Давида дека тоа ќе се случи? И тоа се навистина случило во животот на Исуса Христа. Јуда го предал својот Спасител Исус Христос. Како знаел стотици години однапред дека Христос ќе биде предаден од негов најблизок пријател? Затоа што, драги мои пријатели, браќа и сестри, Библијата не е обична книга. Таа е книга над книгите. Таа е божествено вдахновена преку овие 40 писатели кои ја напишале Библијата. Еве го овој миг кога Јуда се испланирал, но на крајот решението не му било исправно. Тој си мислел ќе го изелем Исуса, тој има моќ да лекува, тој има моќ мртви да воскреснува, а лесно ќе се ослободи, парите ќе останат во благајната и ќе имаме доволно пари за нашите активности. Меѓутоа, сепак знаеме што се случило. И тие ми одредија плата. Гледате, Захарија го пишува. 600 години однапред. Ми одредија плата 30 сребреници. Така те измериле за мојата плата 30 парчења сребро. Понатаму, и јас ги изедов тие 30 сребреници и ги фрли во домот Господен за грнчарот. Од каде сега Захарија знае дека тие пари ќе бидат фрлени и нешто ќе се купи за тие пари? И токму тоа се случило кога го читаме Новиот Завет. Значи, колку сребреници добил Јуда? 30. Но тој вели, ги фрлив тие
и ги дадов на грнчарот. Кој бил грнчар? Тој бил човек кој имал доста ниви и ги продавал нивите, и таа нива една била купена за да се погребуваат странци кои ќе дојде некој во нивната држава и ќе умре на тоа поле, во таа нива ќе се погребуваат. Значи колку е прецизно пророштвото. Износот колку рековме? 30 сребреници. Резултатот знаеме кој бил. Еве го Јуда. Ова е сликата кога ги фрла сребрениците пред тие горди црковни учители. Тие кои требале да го бранат Христа, да го знаат Словото и пророштвото, тие всушност кренеле рака да се растни. Затоа, кога викало мноштвото, таму пред судницата, пред Пилата, имало и фарисеи, црковни водачи, лидери. Тие го подбуцнеле народот да вика растни го. Тие кои јаделе со Исуса, кои биле излечени, тие кои биле таму на гората на блаженството, кога Исус нахранил 5000 луѓе. И тие сега вика. Знаете колку е опасно да се најдеш во мноштво луѓе кои се безбожници. И затоа првиот псалм вели: не оди во друштво на какви луѓе? На недобри луѓе, зашто постојна изрека српска, с ким си таков си. Сега не значи дека не треба да одиме на работа, кои луѓе не веруваат во Бога. Да не одиме во тие крајности. Меѓутоа, кога е некој митинг, знаете, тука има две групи спротивставени. И некој ќе викне против овој водач и другите автоматски, без да размислуваат, викаат. Таква група имало и овде, кога го раснувале, односно кога го суделе Исуса Христа. Затоа треба денеска, драги мои, чврсто да веруваме во Библијата дека е вистинита книга. Пророштвата се исполниле навистина и во неговите последни мигови, и за местото однапред е кажано. Потоа ги фрли парчињата сребро во храмот и си замина. И еве сега, како што спомнав, ја купија грнчаревата нива, за да погребуваат во неа луѓе од други места. Колку е прецизно Словото, колку е прецизна Библијата, драги мои. Пророштвата за последните 24 часа од неговиот живот имале една фокусна точка. Грбот свој го подметнав на оние што ме бија, и образете свој на оние што ме удира. Лицето свое не го сокрив од подбив и плукање. Сето тоа е предвидено 700 години од пророк Исаија, дека ќе дојде ден кога Исуса ќе му ударат за ушки. Знаете, како деца си игравме. На Исуса му ударали и му рекле: ајде погоди кој си, кој те удри. Исус често пати се бранел. Ние како христијани треба да бидеме понизни, да, но не дозволиме да некој не гази неправедно. Исус му вели: што ме удараш? Што сум ти скрил? Што сум ти направил лошо? Меѓутоа знаел дека Исус треба да се исполни Словото. И на крајот, еве, ова сцена која ги ранува нашите срца. Сцена која не остава на мир, зашто некој пред 2000 години ќе седне на тоа столче, ќе биде обвинет дека е против римската власт, дека сака да направи восстание. А тој кој направил восстание често пати по име Варава го ослободили. Каков абсурд! Ова е најнаправедното судење, најнеправедно судење во историјата на човештвото. Оној кој лекувал, кој хранел, кој добро правил, ќе биде осуден како најголем злосторник. Наистина, Библијата точно кажува што ќе се случи во судницата на Пилата. Пилат ќе биде свесен дека ќе осуди праведно лице. Таа вечер, пред да биде Исус осуден, жена му на Пилата ќе добие сон од Бога. Ќе биде потикната да изврши влијание на својот сопруг. И таа отишла му кажала, меѓутоа Пилат, за да покаже дека и тој е на Христовата страна, но не со збор, него само визуелно, ќе побара да му донесат вода и ќе ги измие рацете и ќе каже: јас не најдов никаква вина на овој човек. Но вие одлучете. И тогаш знаеме мноштвото луѓе што одлучиле. Кренеле рака и рекле: крвта негова на нашите деца. Еве ова сцена.
Кого сакате да ви пуштам? Најлесно е товарот да го префрлиш на друг. Но кога е товарот кај мене, во духовен смисол, кога треба јас да одлучам кого ќе следам, не можеме да го пренесеме товарот на жена, на маж, на дете, на татко или на мајка. Секој од нас поединачно ќе биде спасен. Да ние сме во црква колективно, се дружиме, се храбриме, пееме, се молиме, но мора секој сам да застане пред Бога. И затоа Исус стоел сам. Мноштво, милиони ангели му се нуделе да го симнат Исуса од крстот. Но Исус не побарал таква помош. Исус морал докрај да ја испие чашата. Таа света рака, малце сега не може да ја видите, тука тече крв, тука се шајките. Таа света рака која лечела, која допирала болни, слепи, хроми, сега ќе биде распната таа рака на Голготскиот крст. И тоа и за тебе и за мене, зашто пишува во една книга Копнежот на вековите, нашите гревови го однеле Исуса на крст. Твоите и моите. И еве ова сцена, кај што тука имало неколку категории на луѓе. Тука биле војниците, свештениците и обичниот народ. Во која група ние спаѓаме? Во обичниот народ. Некои го жалеле, некои плачеле, некои се молеле, некои го исмејувале. Меѓутоа, имало во сите три категории искрени луѓе кои го прифатиле Христа. Го спомнувам оној римскиот капетан кој рекол, на вистина, овој беше Син Божи. Тука имало и многу други луѓе обични, кои може би од страв се криле таму зад громушките, но тука били учениците, не сите. Само неколку другите били уплашени и побегнати во своите подруми сокриени. Како е да е? Исус се моли за сите, и за разбойниците, и за војниците. Татко, прости им, зашто не знаат што прават. Ми ги прободува рацете и нозите, вели текстот. Одма пред тоа го кажал Давид, дека Исус ќе го доживее и тоа. Ми ги проболе рацете и нозете. Тој истиот Исус, драги пријатели, кој лекувал, кој простувал гревови, тој истиот Исус кој ги охрабрувал оние паднатите да станат повторно со негова сила. Распнувањето практикувано од 150 година пред нашата ера до 320 година после Христа. Значи, тоа било пракса уште пред Христа да се врши тоа масовно погубување со распнување на крст. Посебно, тоа било правено поред некои патишта, на некои раскрсници, да луѓе кои ќе поминуваат да сватат дека само ако се дрзнеш против власта и ти ќе завршиш таму. И затоа Исус бил ставен во таа категорија на луѓе. Во 22-иот псалм пред малце читавме, Давид 1000 години однапред го предвидел Христовото распнување на крст и дека ќе биде прободен. Навистина, Христос умрел на Голгота, крстот бил повеќе од само добар човек или филозоф. И затоа, драги пријатели, браќа и сестри христијани, денеска милиони луѓе, јас сум сведок на стотици, кои ми се јавуваат и слушат разни програми, воодушевени кога ќе се слушне за оваа тема, за Исуса Христа. Милиони луѓе ги отварат своите срца, без разлика на проблемите, без разлика на искушенијата, без разлика што и на тебе може би ќе ти покажат со прст, еве го и овој нововерец. Нека викаат. И на Исуса му викале нововерец. Исуса го навредувале неговото потекло. Од кај си ти? И затоа има еден текст во Библијата, може ли нешто добро да излезе од каде? Од Назарет. А Исус таму одраснал, пораснал, 30 години живел. Исус не бил од некое високо семејство, богато семејство. Јосиф бил тесар, дрводелец, столар. Меѓутоа, еве ова слика на овој капетан кој длабоко се поклонил пред Христа. Навистина, срцето на овој капетан било отворено за Бога. И денеска се отвараат разни срца. Дали некој директор, дали некој шеф, дали некој рудар, лекар, без разлика. Бог пронаоѓа тло, меко срце кај многу луѓе. И денеска Исус сака да најде место и во твоето срце. Дали сме денеска подготвени да му кажеме, Исусе, се отварам целиот,
мојот дом, моето срце, влези и живи во него. Исус ја рече, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Знаеме ова изјава кога Исус ја дал. На едни своји најблиски пријатели, кај што Исус често пати доаѓал да се одмори физички, да се подкрепи телесно и да продолжи со својата мисија. Меѓутоа, тука најдобриот, најблискиот пријател на Исуса починал. И Исус со право тоа го кажа, зашто денеска Христојот гроб е отворен. Тој е жив и може да се трансформира вашиот живот преку неговиот дух. И затоа за христијаните и за Јована, за кој зборуваме денеска, гробот и смртта не представува пречка голема за да се следи до крај Христа. Туку тоа е само еден нов почеток кој ќе се случи кога Исус ќе дојде по втор пат. Знаете, од смртта до воскресението само еден миг, со отварање и затварање на очите. За човекот е безсвесен. Ние ќе зборуваме во наредните предавања, вечера ќе зборуваме за смртта, што се случува после гробот. Меѓутоа, зато денеска Исус не повикува да своето и нашето решение за секој духовен проблем да го наоѓаме кај Христа, зашто тој има решение. Исус рекол, веќе цитирав текст од Библијата, јас ги имам клучевите од гробот и од смртта. Христос се уште чука. Се уште чука на човечките врати, на човечките срца. Милиони секојдневно луѓе му го предават својот живот. Дали денеска ние сме подготвени, ајде да не ја креваме нашата рака, но да ја крениме својата кратка молитва во овој миг и да му кажем, Исусе, ти благодарам што се уште вратата е отворена. Што можам се уште да го поминам тој праг. Зашто додека ние зборуваме за овие неколку десетици минути, знаете колку луѓе ќе ги затворат очите своји, физички, и повеќе не се помеѓу живите. Има податоци. Постои една апликација кај што во моментална ситуација, во реална ситуација се кажуваат бројки колку умират од глад, колку умират од несреќи, колку умират од разни други болести, и затоа за нив готово е. Христос веќе дошол. Ние во овие теми зборуваме за Христовото доаѓање. Како што синоќа рековме, од секојаш луѓето го чекале, од секојаш имало војни катастрофи, но тие веќе кои ги затвориле очите, Исус за нив е дојден. Зашто немат право, немат можност, да ја искажат својата вера и да барат прошка од Господа. Затоа, нека Господ не благослови, нека ни помогне да навистина, кога ќе го слушнеме гласот Господов, да не ни останат, вели Библијата, дрвени срца. Да упатиме и денеска кратка молитва во мислите да кажеме, Боже, ти благодарам што ме храбриш. Ти благодарам што ми помагаш. Помогни ми докрај да останам. Зашто Библијата е многу јасна. Има еден човек по име Димас, кој исто така одлучил да го следи Христа. Меѓутоа, притиснат од разни проблеми, домашни, надворешни, не издржал до крај и пале со жалост, вели, а мојот брат во Христа, Димас, момиле светот и се врати назад. Да не бидеме ние Димасови, туку да бидеме Павлови. Павле вели, трката е завршив и што запазил? Верата. И сега ме чека венецот на правдата. Нека Бог ни помогне, драги мои, и ние да се одржиме во верата. Да можеме докрај да останеме со Господа и на крајот, како што Библијата зборува, да се најдеме во една група и да погледнеме на исток, зашто Исус ќе дојде од исток. Така пише во Библијата. Првен како мал облаче, како мала точка, но таа точка ќе се зголемува се повеќе и повеќе. Тоа ќе биде придружба на ангелите со Исуса Христа. Едни ќе велат, еве го нашиот Господ кога го чекавме, а други ќе велат, на жалост, паднете гори и планини, да не го гледаме лицето на оној кој доаѓа. Моја желби и молитва да бидеме сите ние во на првата група. Нека Господ не благослови. Амин.